Се смета дека охридските јагули настанале пред 140 до 65 милиони години, што на некој начин еволуциски ги прави современици на диносаурусите. Долгото сплескано тело може да достигне и должина од 2 метра, како и тежина од 6 килограми. Во 10-тата година од животот, женките јагули, а во 12-тата мажјаците, достигнуваат полова зрелост и со почетокот на сезоната на дождови го почнуваат патувањето исклучиво во ноќно време, групирани во топчести ата, движејки се исклучиво по десната страна на реките. Кога пристигнуваат до морето, таму им се придружуваат мажјаците. Сите примероци кои по големиот дел од својот живот го поминуваат во сладките води на езерата и реките се исклучиво женки. Јагулите се мрестат во Саргаското море, меѓу Бермудските острови и Порто Рико. Патувањето до мрестилиштето трае повеќе од 1 година. Таму женките ја полагаат икрата на длабочина од 500 метри до 1 километар, пошто мажјаците ги оплодуваат милионите снесени јајца. По ова, возрасните јагули умираат од исцрпеност и старост, завршувајќи ја таму својата мисија. Флотирачките јајца постепено се издигнуваат на површината, изведувајќи се во ларви. Воедно, истовремено со развојот почнува и нивното хоризонтално движење, препуштено на морските струи, но и патот назад, кој, без да им го каже никој, го знаат. Патувањето трае 3 години. Уште една мистериозна промена настанува на оваа точка од развојот на јагулите. До овој момент од развојот, јагулите се полово недефинирани, односно се хермафродити. Оние единки што се предиспонирани да станат женки го почнуваат патот кон реките и сладките води. Враќањето спротивно од текот на реките е навистина спектакуларно. Милиони јагули се движат во густа темна маса долга по неколку километри. Но спротивно од заминувањето на нивните покојни родители, сега ја држат исклучително левата страна од реката.